седницата на комисијата ви е доставена покана со предлог на дневен ред. Пред да го усвоиме дневниот ред, предлагам да го усвоиме записникот од втората седница на комисијата. Дали некој има забелешки на записникот? Бидејќи никој не побара збор, записникот од втората седница го ставам на гласање, ќе мора се прецени кој е за. Констатирам дека анкетната комисија за станово за прислушкувањето едногласно го усвои записникот за одржаната втора седница. За денешната седница на комисијата на анкетната комисија за станово за прислушкувањето го предлагам следниот дневен ред со слушување на сведоци. Дали некој бара збор по предлаганиот дневен ред? Посмотрете го сме може. Добро, прво, по однос на дневниот ред и по однос на темата давање на изјави и сослушување од страна на сведоците, нашите информации след дека двајца од покаретите, тоа е председателот на владата на Република Македонија и министерот за финансии дали известување за нивна можност, согласно работните обврски, бидејќи едниот е во официјална посета на Израел, моментов за другиот клучни информации, но обраќањето на премиерот пред комисијата би било на 14 декември, додека на министерот за финансии на 17 декември. И би сакал да ги земе во предвид овие две известувања и да овозможиме распоредот на седниците да биде таков, за да може да имаме работни седници во овие денови и да можеме да се согласиме на нивните изјави и нашите прашања до поканетите сведоци. Благодарам. Посочените лица, господинот Никола Груевски и господинот Зоран Ставлевски, во рокот предвиден и јавно даден од страна на анкетната комисија, не ја извести анкетната комисија за својата можност, односно неможност за присуство во дадените термини од 9 до 15 овој месец. За волја на вистината, во текот на утрово, со денешен датум, од страна на министерот Зоран Ставлевски е доставена до анкетната комисија, повторувам денешен датум, 2 дена по истекот на рокот, дека ќе може да присуствува и да даде своја изјава и исказ и да биде сослушан на 17 декември после 14 часот, што е надвор од роковите кои што во оваа комисија беа зададени како такви за сослушување на овие сведоци, а господинот Ставлевски беше предложен токму од ВМРО ДПМН. Согласно тоа не може да биде земено во предвид овакво известување, бидејќи не е дадено навремено и дадено е за рок надвор од дадените термини кои што беа јавно соопштени на сите. Вториот момент, од господинот Никола Груевски до овој момент не е пристигнато никакво писмено известување за неговата можност, односно неможност да присуствува. Истото требаше да биде пристигнато до 7, до моментот кога ние како комисија, тоа беа рокови што ние како комисија ги дадовме. Би сакал да ви напоменам, без оглед на тоа кој од нас, под која провиниенција е, дека анкетната комисија е орган на Собранието на Република Македонија. Пред органите на оваа држава сите граѓани се исти. Отидовме еден бенефит повеќе, да на овие луѓе им дадеме некаква си можност да се признесат. И на граѓаните на оваа држава, органите не ги прашуваат кога да бидат повикани. Добиваат покана и се јавуваат. Работа на приоритет или процена политичка на било кој да ја удостои оваа анкетна комисија со своето појавување или не удостои оваа анкетна комисија со своето појавување. Од тука, имајќи во предвид дека станува збор за задоцнето произнесување надвор од дадените рокови, како и непристигнато известување во дадениот рок, нити на било како формален начин, се знае како е, им побаравме писмено да се произнесат во поканата, што им беше пратена на 3 декември, во тој рок не постапија.
Од тука сметам дека таа забелешка што имате дадено или што ја давате, едноставно нема да може да ја земеме во предвид. Господинот Груевски јавно беше повикан да се појави денес во 11 часот и затоа е уредно известен. Добро, ние на самиот почеток на работата на анкетната комисија имавме одредена претпоставка дека некој во анкетна комисија ќе сака повеќе да претвори во циркус за освојување на некои ситни дневно-политички поени, наместо за суштинска работа по односно утврдување на факти. Имаме двајца високи представници на владата на Република Македонија кои што дале своји изјави, ја информирале јавноста, се надевам и комисијата, не сум во архивата на комисијата да знам точно кој кога како известил, но сметам дека доколку суштината ни е поважна од формата на работата на комисијата и доколку фактите ни се поважни од политиканството и ситните политички поени, ние би требало да ги уважиме и домашните и меѓународните обврски на секој еден функционер во оваа држава, без разлика дали од собранието, владата или од други органи, и согласно известувањата што ги имаме и за кои што и јавноста е веќе информирана, да овозможиме и да се согласиме да создадеме работни услови, да создадеме и услови технички и по однос на доверливост на информации. На 14 декември председателот на владата на Република Македонија да биде тој кој што ќе даде изјава пред анкетната комисија, а ние да се спремиме добро секој со своите прашања кои што би имале желба да ги поставиме и истото да го направиме за министрот за финансии, кој што на 17 декември ќе се обрати пред анкетната комисија. Сметам дека нивните известувања и нивните изјави, нивното расположение во исто време е и на некој начин признание на работата на анкетната комисија и ценење на нашата надлежност, а ние до нас на кој начин ќе ја искористиме таа можност за да ги поставиме релевантни прашања и да ги утврдиме фактите по однос на надлежноста која што имаме со одлуката на собранието. Благодарам, господин Милошевски. Значи, да напоменам дека разговараме за дневниот ред. Дневниот ред е сослушување сведоци. Ќе молам дали има некој да го дополни дневниот ред. После ќе навлеземе во поинаков тип на расправа. Поведете, господин Садов, за предлог за надополнување на дневниот ред. Благодарам. Секако, председателе, благодарам за дневниот ред. Согласно дискусијата која што имавте со колегата Милошевски, предлагам како прва точка на дневен ред да додадеме нова точка. Како ќе крстиме е сеедно. Целта е да отвориме една дискусија и да донесеме заклучоци како комисија за потребните документи кои што сакаме да ги добиеме од страна на надлежните државни институции и останати субјекти кои што ќе можат да ни помогнат во рамки на оно што е наша комисија, оно што е цел на комисијата, тоа е да утврдиме факти од скандалот со преступувањето и да ни биде носење заклучоци како прва точка. На дневен ред, согласно дискусијата која што имате со колегата, имајќи во предвид две работи. Прво дека председателот на владата извести јавноста дека има можност да присуствува на 14, бидејќи е спречен да е денеска тука на службен пат е на одбор за Република Македонија. Дополнително и да беше денеска тука, председателот на владата на Република Македонија, ние како комисија немаше да можеме да одржиме седница. Именно како ВМРО-ДПМН донесовме одлука која што беше... Што ви е предлогот за дополнување на точка на дневен ред, после да ве замолам? Да објаснам, ако дозволите, председател. Објаснете во предлогот кој што се уште го немате доставено. Што предлагате да се дополни точка на дневен ред? После тоа ќе навлеземе во материјална расправа. Треба да дадам објаснување зошто барам да се додаде како прва точка на дневен ред денеска носење заклучоци. Како второ барам точката која што е ставена на дневен ред да се тргне од причина што не се исполнет деловнички услови за водење на оваа комисија, имајќи го пред ставот на ВМРО-ДПМН дека сите членови на ВМРО-ДПМН поканети сведоци ќе даваат изјави на затворена седница, ве известувам дека вие како председател ги немате преземено сите мерки да го тоа овозможите. Именно, секретарот на комисијата, советникот ваш во партиничката група, членови на оваа комисија, вклучително и технички персонал во собранието кој што е должен да биде присутен при водењето на затворена седница, немаат безбедносен сертификат. Согласно тоа, барам од вас, како прва точка на дневен ред денеска, да ставите
точка носење заклучоци, а потоа во рамките точка да ќе образложам какви заклучоци треба да донесеме, односно сметаме дека треба да донесеме. И второ, барам точката на дневен ред да се симне, да закажете нова седница за таа точка, согласно динамиката која што е предложена од страна на сведоците, имајќи во предвид исто така дека, како што напоменав, техничките служби и дел претеници немаат безбедносни сертификати, ве замолувам како председател на оваа анкетна комисија да преземете се што е ваша надлежност до крајот на неделата, да ги обезбедат овие безбедносни сертификати како за службите, така и за дел претеници членови на оваа комисија. Благодарам. Тоа е предлог. Благодарам. Значи, се дека не постојат услови, односно барање за затварање на седниците на оваа анкетна комисија, знаете како е договорникот, прашањето за јавност на работата е прашање кое што е кондиција sine qua non, услов без кој што не се може. Оваа анкетна комисија ќе работи јавно се додека не биде донесена соодветна одлука. Од тука, дали постојат или не постојат услови да донесеме заклучок оваа комисија да работи на затворена седница е преурането барање. Преурането барање. Немаме потреба да обтоваруваме нити јавноста, нити членовите на комисијата со метки што вие не знаете дали јас како председател на оваа комисија ги имам преземено или не. Ако што ќе овозможат непречено работење на анкетната комисија во услови на затворена седница. Затоа сметам, ако имате некаква конкретна точка на дневен ред, дајте го предлогот да го става. Ако немате, тогаш предлогот за сослушување на сведоци го става на произнесување пред членовите на комисијата. Благодарам, јас имам процедурално имам конкретно барање. Не ја разбирам поентата, зошто инсистирате дека не треба да сослушува сведоци оваа комисија. Таа поента не ја разбирам. Еве ќе се дообјаснам за да ме разберете. Сега да побараме да се затвори седницата, нема да можеме да работиме, затоа што дел од членовите нема безбедносен сертификат. Подобро од тоа не е за да ви го објаснам ова прашање. Значи сега да побараме веднаш, без разлика на дневниот ред, да речам јас, имајќи го предвид дека имам такви знанија, бараме за затвори седницава, ќе треба секретарот на комисијата, вашиот советник, претпоставам и господинот донесе, и дел од претениците да напуштат седницава, дополнително нема да има кој да направи технички запис од оваа комисија, бидејќи технички запис прават службите во собранието, на кои што исто така мислеше сертификатот. Затоа предложи председателот, повторно и се повторам, денеска на дневен ред како прва точка да ставиме носење на заклучоци, а точката што вие имате предложено на дневен ред да се тргне од дневниот ред, дополнително да направите координација со службите на собранието, со државните органи задолжени за издавање на безбедносни сертификати, министерот за вътрешни работи, кој што треба да направи одредени проверки до крајот на работнава недела. Сите оние кои што немаат сертификат добиен да го добијат, за да можеме во понеделник на 14 согласно известувањето од председателот на владата да започнеме со работа. Нема да можеме во понеделник да работиме, ќе побараме да затвори седницата, нема да можеме да работиме ако овие предуслови не се исполнети. Тоа ви го кажувам за да знаете. Значи конкретен предлог председателот е прва точка на дневен ред носење заклучоци, втора точка да нема, односно точката што вие имате предложено, да кажете на некоја друга седница со дневен ред. Благодарам. Тоа е конкретен предлог, ставите на гласање. Заклучоци како општа категорија не можам да ставам на гласање. Молам да се произнесете кој е за предложениот дневен ред да се сослушуваат сведоци. Ќе ве молам да се произнесете кој е за дневниот ред. Колегата Сазлов имаше предлог комисија да донесе заклучоци. Какви заклучоци? Точка на дневен ред. Какви заклучоци? Ќе кажеме во рамките на Не можам да прифатам таква паушална категорија. Ставете го. Не можам да прифатам таква паушална категорија. Треба да имате конкретен заклучок кој што ќе го поднесете пред комисијата зашто зборуваме. Не е проблем, го Значи, ако немате конкретен предлог, не можам деловнички да ви го ставам. Има гласање. Дали ме разбирате? Не е нека шине го пресакам. Павле Сазлов не дава конкретна точка на дневен ред, дава паушално заклучоци. Значи, нема проблем, барам да ги дали некој друг па разбор. Јас барам. Говорете, господин Величи. Јас барам ќе се ги формулирам, не е проблем. Не може само еден да збори. Не сме овдека да обвинителство, не сме МВР, тоа се органи, овдека ние сме комисија како прво. Како второ,
кога вие предлагате точката на дневен ред со слушување на сведоци, не искажавте дали има досега некои сведоци кои што денеска треба да почнеме да ги сослушуваме. Ако нема, како ја предлагате точката на дневен ред? Мој предлог на дневен ред е, бидејќи немате сведоци кои што ќе ги сослушуваме, како вие предлагате точка со слушување на сведоци, мене тоа не ми јасно. Значи, сослушување на сведоци, ајде да ги видиме сведоците кои што ги предлагате, па да почнеме да работиме. Јас давам предлог, оваа точка со слушување на сведоци, бидејќи денес нема сведоци, да се тргне од дневен ред и да се стави точка на дневен ред, каде што ќе работиме. Еве, мој предлог е, значи, да се одреди на текот на денешната седница одење во институциите во строго утврдени датуми да предложиме и да ги да ги известиме дали можат во определените термини до 14 да го искористиме ова работно време. Посета на ДБК, посета на МВР, посета на обвинителство, во зависност од тоа како ние ќе се усогласиме. Меѓутоа, еве, јас ја предлагам таа точка на дневен ред до 14, бидејќи не ми е јасно, ако имаме веќе на 14 определено премиерот дека ќе доаѓа, ако имаме на 17 премиерот дека ќе доаѓа, никој од нас, Ставревски, никој од нас нема ништо против тие да почнеме да ги сослушуваме. Значи, тоа е сослушувањето, го врзувам со сведоците. Како прво, денес немаме сведоци и таа точка не може, како што ќе работиме по таа точка. Како да изгласаме, како вие ќе почнете да работите со сослушување, не ми е јасно. И второ, ние немавме, вие кажавте дека денес ќе почнеме со сослушување, тоа не е точно. Бидејќи ние констатиравме на предходната седница дека ќе ги поканиме и тие да утврдат, да дадат рок кога ќе може да дојдат во собранието. А не ние кога сакаме, денеска тие биле должни да дојдат. Тоа не беше точно, бидејќи записникот ако го погледаме, тие требаше да дадат термини кога ќе дојдат. Значи, од тој аспект денеска вие не можете да почнете да стартувате и да речете тие не дојдоа заради тоа што ние рековме да дојдат денеска. Такво нешто ние не договоривме. Немаме таков договор. Предлагам, значи, со дневен ред да се измени оваа точка, да се тргне од дневен ред и барам да се почне со вториот дел одење во сите институции кои што треба да ги утврдиме согласно хронологијата која што е утврдена како задача на анкетна комисија. Ние имаме и други задачи се на сослушување. Во овој термин од неколку дена, значи 3-4 дена ни стојат на располагање, ние можеме тие сите да ги пополниме со посета на овие институции и рационално, ефикасно и брзо да го користиме времето. Не ми е јасно како предлагате сослушување, а да ги нема. Не, тоа не ми е воопшто јасно. Барам и утврдување на термините, јас го кажам ќе 3 пати, не знам да се го запиша и колешката, утврдување на термини, што е можно денеска, секретарите на комисијата, дајте овие денови да ги искористиме додека не пристигнат овие кои што се веќе најавени. Тоа го сметам за рационално, ефикасно, како сакате. И барам овој предлог да го ставиме на гласање. Заклучно со 7. До 7. Лицето Никола Груевски, вклучително и денешниот ден, писмено не ја има известена ова анкетна комисија за термините од 9 до 15. Лицето Зоран Ставревски ја извести со 2 дена за дослување ова анкетна комисија дека може да дојде во термин кој што е надвор од дените. Ова анкетна комисија не е приватна подружница на ниту една политичка партија, ниту на лице. Ова е анкетна комисија на Собранието на Република Македонија. Овдека ќе работиме онака како што ќе бидат викани, не онака како што ќе посакуваат. Моментот на посакување нити им заврши. Дали се разбираме? Поверете, господин Мисовски, пред вас беше господин. Реплика. Не може да реплика на што? Па вие навредувате, пазите. Не ме навредив, јас само кажав она што е, господин Авирович. Ние им дадохме рок на луѓето до 7 да дојдат. Јас барам да се извините, не може вие да си земете за право неконцентрирано да зборувате. Господин Мисовски, Не може гласање да се стави пред јас барам да гласање. господин Мисовски,
колешке Авирович, полека малку да смиеме топката. Јас сакам да продолжам. Јас сакам да продолжам во делот каде што застана председателот Лего. И во интерес на јавноста. Сакам да сите представници на медиумите да им соопштам тоа што се случи пред 5 минути. Претенциите на ВМРО ДПМН, включително сите ние заедно, го изгласавме записникот од претходната седница. Сите го гласаа записникот. Немаше ни една забелешка. И сега внимателно ќе ви прочитам само две работи од записникот, со кои што ќе се потврди лицемерието на ВМРО ДПМН. И зошто Никола Груевски побегна од денешното сослушување. Цитирам, членот на комисијата Павле Саздов образложи дека претеничката група на ВМРО ДПМН поднесе еден сеопфатен план за работа на комисијата и истиот е подготвен согласно одлуката за основање на комисија. Тоа сите го поддржа. Значи, тој план сите го поддржа. Одам понатаму. Членот на комисијата Павле Саздов во однос на оваа точка извести дека сведоците покрај тоа што ќе бидат писмено поканени, ќе бидат известени и преку средствата за јавно информирање и ќе бидат повикани од страна на самата комисија. Покрај ова беше укажано дека согласно претходните договори потребно е на сведоците да им се остават дополнителни 2 дена, тоа го направивме, со цел да се усогласи терминот во кој тие ќе бидат сослушани, имајќи го предвид дека од сведоците се носители на јавни функции, и тоа го направивме. Беше предложено од страна на пратеникот на комисијата Павле Саздов веднаш да се обрати до сведоците, за да можат до понеделник, најдоцна среда, да одговорат во термин кој ќе можат да присуствуваат на комисијата за да бидат сослушани. Значи, продолжувам. Не случајно го потенцирам, продолжувам. Претеникот на комисијата согласно деловникот јавно ги повика сведоците. Никола Груевски, Зоран Ставевски, Горна Јакуловска, Мартин Бордугер, Сашо Мелков, Милјан Киевски до анкетната комисија. За скандалот со прислушкувањето најдоцна до 7. Значи најдоцна до 7.12. Понеделник да достават известување за нивните активности или евентуално да известат комисијата за нивната спреченост и така натаму. Ова колега Саздов и колеги пратеници на ВМРО ДПМН е лицемерие. Значи вие имавте обврска до 7. Така беше и договорено на таа координативна служба. Сведоците да достават листа или датум кога може да биде сослушувано. Надвор од тоа што Зоран Ставевски направил повторно прекршок врз база на оно што ние го договоривме, со 2 дена за да се, но окей, важно човекот успел да извести комисија. Но зошто Никола Груевски не го испочитувал тоа што колегата Павле Саздов јавно го направил оваа комисија, тоа не знам зашто тоа е така направено и затоа велам, ова колеги пратеници од коалицијата на ВМРО ДПМН е крајно несериозно од ваша страна и е лицемерно. А за предлозите колешки Авирович не ми дофрлете мене, има председател на комисијата, тој согласно деловникот ќе одлучи кој предлог ќе биде ставен на гласење. Само сакам да упатам или да укажам на лицемерието на ВМРО ДПМН кое што во овој момент се случува во Благодарам, почитувам председателе. На 14 тој може да биде присутен на комисијата, значи нема да бега. Второ, во однос на заклучоците кои што треба да се понудат на оваа комисија и бараме да бидат изгласени од ваша страна, за да може најпрви да бидат испрашувани сведоците, потребно е од Управата за безбедност и контраразузнавање да се побара од страна на комисијата извештај за спроведената внатрешна истрага за скандалот со прислушувањето, врз основа на кој што ќе можеме ние да ги испрашуваме сведоците кои што ќе бидат присутни на седницата. За да се направи тоа, потребно е точка 2 од заклучокот кој што го предлагаме, сите членови на комисијата, стручните служби, техничките служби кои што помагаат, сите до еден да добијат безбедносни сертификати.
треба, почитувам председателе, од министерот за внатрешни работи да побарате да се убрза постапката, бидејќи ви беше навестено од страна на пратениците на ВМРО ДПМН дека сведоците кои што ќе ги предложиме, бараме да бидат сослушувани на затворена седница од причини што сакаме да им поставуваме прашања кои што се од доверлив карактер или класифицирани информации. Врз основа на тоа ве молиме да се создадат услови, бидејќи, како што каже и колегата Павле, и денес ние да имавме сведок овде, немаше да може да ги сослушуваме онака како што треба и онака како што ние сакаме, бидејќи најголемиот дел и од пратениците и од службите немат безбедносни сертификати. Впрочем, секоја анкетна комисија која започнува со работа, прва задача на стручните служби на комисијата и на председателот на комисијата е пред да се започне воопшто со работа, секој да добие безбедносен сертификат. И председателот е тој кој што интензивно комуницира со Министерството за внатрешни работи да се убрза постапката, бидејќи сме имали многу случаи досега и јавно повикување на Министерството за внатрешни работи да се убрза постапката, да добијат пратениците безбедносни сертификати. Впрочем, имаме на масата многу колеги кои што знаат по колку време чекале за безбедносни сертификати. Ние работиме забрзано со анкетната комисија, без луѓето на масата кои што седат и стручните служби и техничките служби да имат безбедносни сертификати. Затоа ќе ве молиме два заклучока да усвоиме денес на оваа седница, бидејќи очигледно го немаме сведокот овде присутен, бидејќи не може физички да биде на две места. Значи, првин да се побара од УБК да достави извештај за спроведената внатрешна истрага за скандалот со прислушување, врз основа на кој што ќе треба комисијата нели да поставува прашања на сведоците и тоа да биде до петок и да замолите да инсистирате исто така точка 2 од заклучокот до петок да се овозможи Министерството за внатрешни работи да ги издаде безбедносните сертификати за сите членови на комисијата, стручните служби, техничкиот персонал, за да може да снима на комисијата и ако е затворена, за да може службите да бидат присутни, бидејќи самите не може да обслужиме комисијата и да работи онака како што доликува на една анкетна комисија. Повеќето од членовите на анкетната комисија поседуваат безбедносен сертификат, а за тоа дали седницата ќе може да се држи или нема да може да се држи отворена, ќе разговараме кога за тоа ќе има услови. Тоа е техничко прашање кое што комисијата не треба да го разгледува на дневен ред, за кое што јас како нејзин председател се грижам. Дали разбирате? Тоа е техничко прашање, за тоа комисијата нема потреба да носи заклучок. За техничко прашање. Техничко прашање. Кои се можностите на ова собрание да овозможи? Техничко, не е суштинско, господин Савчев. Споменете, господин Ковачев. Треба да затвориш. Зошто безбедност? Зашо ми е безбедност? Ако не, треба да затвориш прво седницата. На самиот почеток на ова седница, уште еднаш ВМРО ДПМН го покажа своето вистинско лице, односно сакајќи да бега од вистината, бара било какви оправдувања на ова седница да не дојде до сослушување на сведоците. Значи, зошто се јавам за дискусија за дневен ред? Значи, зошто предлагам точката на дневен ред, сослушување на сведоци понатаму да биде точка на дневен ред на ова седница. На претходната седница кажа и колегата Мисовски дека усвоивме записник од претходната седница во која што јасно е кажано како и кога требаше сведоците кои што вие ги понудивте како сведоци со оваа листа и нашата листа треба да се изјаснат. Во вашата листа убаво стои дека прв сведок е посочен Никола Груевски, председател на владата на Република Македонија. Јас колку што разбрав, до овој момент Никола Груевски како председател на владата на Република Македонија не си има изјаснето дали ќе дојде или не. До овој момент. Значи јас изјавата на партискиот портпарол кога Никола Груевски ќе дојде на оваа комисија не ја сметам за важечка. Ако за вас државата и партијата е едно исто, за нас граѓаните на Република Македонија е сосема поинако. Значи вака, Никола Груевски требаше официјално да ја извести ова комисија онака како што направил Зоран Ставревски со одредено задоснување. Еве го дописот од Зоран Ставревски
официјален, со закаснување од 2 дена. Со меморандум од Министерството за финансии, онака како ше предложен Зоран Ставлевски, министер за финансии во владата на Република Македонија, ваш предлог. Исто така, и премиерот Груевски требало да извести оваа комисија како и кога имало план да присуствува во рокот кој што го имавме зададено и официјално. Иво Котевски за мене не е Никола Груевски. Ако е за вас, тогаш тоа кажете ми го само на вашите членови, на вашите поддржувачи. Јавноста мора да знае. Никола Груевски избега денес да дојде на оваа седница, да присуствува на ова прислушување. Затоа предлагам, затоа и моето образложение. Точката прислушување, за сослушување на сведоците и понатаму да остане на дневен ред. Јас го почитувам правото, согласно деловникот, да секој пратеник и член на комисија има право да предложи плюс дополнителни точки на дневен ред. Член 10, став 2 од деловникот за работа. Дали тоа правилно ќе формулирате? Општо заклучоци за мене не е точка на дневен ред. Ќе формулирате, ќе дадете предлог. Колега Саздов, да. Ќе дадете предлог, ќе формулирате. Ќе оставиме на изјаснување. Меѓутоа, јавноста мора да знае дека точката на денешниот дневен ред кој што ви беше предложен, и убаво кажа председателот, треба да се изјасниме дека денес треба да има точка на дневен ред со слушување на сведоци, а потоа на самата точка на дневен ред треба да отвориме материјална расправа. Кој дојде, кој не дојде, зошто не дојде, како не дојде, дали известил, дали не известил. Материјална расправа ќе расправаме само кога точката на дневен ред ќе биде поставена. Јас очекувам за да бидете конструктивни и кооперативни, таа точка на дневен ред и понатаму да остане на дневен ред на оваа седница и понатаму, затоа што и јавноста и граѓаните, а и ние треба да дискутираме и дебатираме таа точка, онака како што и го направивме и на претходните координации, консултации и прочем, и ова анкетна комисија е и за тоа формирана. Ви благодарам. Не беше облигација денес да бъде. Проверете господи. Него да се извести кога ќе дојде. Известен седми требаше да каже. Не, точно Гласаше за записникот. Има два моменти на кои што можеме да пристапиме. Едниот и начини. Едниот е политички. Ако пристапуваме политички, може до утре да расправаме и да говориме кој зошто избегал, не дошол, се скрил и така натаму. Меѓутоа, јас воопшто добивам впечаток како да не се сака да се отпочне со работа и во таа насока би предложила, ако може малку по-конструктивно да ја водиме работата, а мислам дека и некои работи можеби ние сме ги пропуштиле во деловникот, но тоа е веќе доцна околу тоа да се навраќаме, да одиме понатаму. Значи, конкретно, вие предлагате да се стави точката со слушување на сведоци. Јас кога доаѓав на оваа седница, доаѓав за таква седница со слушување на сведоци и мислев дека ќе се почне со членот 14, ќе имаме доставено кој прифаќа да дојде и можеби, еве, да речеме, ако има термин, сега не е нешто, значи ако се префарли едниот пред другиот да говори и така натаму, затоа што ќе можевме според член 14 на став 1 со слушувањето на предложените сведоци експерти се врши по претходно утврден редослед, односно неизменично, да не го читам понатаму, по еден од секоја листа и така натаму и така натаму. Јас мислев дека сега, денеска, ние ќе го утврдиме тој редослед, значи по кој ќе се сослушува. И доколку некој има известување, кој термин, значи, ќе може да биде тука, да го ставиме тој, а пред него да ставиме друг. Тоа за мене не е толку многу голем пропуст. Но, што за мене е овде загрижувачки? Пред малку слушнавме дека имаме еден став дека вие прочитавте господинот Ставлевски доставил термин 17 декември и не знам сега од каде е другиот термин, се извинувам што малку задоцнив, но со маглата малку потешко се патуваше. Значи и другиот предлог е другото известување дека
премиерот најавил дека ќе биде присутен на 14. Дали тоа е официјално или неофицијално, јас не знам и на кој начин, дури не, значи тоа не ми е јасно. Што со останатите сакам да прашам 4 сведоци, значи тоа сакам да го прашам сега. И сега и да изгласаме точката со слушување, за мене не е спорна, еве да ви кажам, и ќе гласам. Но што тоа? Што постигнуваме со слушување? Овде не сме предвиделе санкции за тие што нема да дојдат. Нема законски санкции. Ако нема законски санкции, требало во одлуката која што сте ја носеле во пршино да има одредени санкции, што тие немат, да сега немојте ме молам. Значи ова може, видите, зборува, мислам нема потреба со идонизирање, што ако ние понатамо, еве, носам заклучок вез ова што ни се случува. Можеме уште 3, пак нови 3, и сите да не доаѓаат, и тоа ќе се врти до кога? Значи, како ние имали начин овие сведоци да дојдат? Или што ако не дојдат? Значи, тоа ме интересира. И еве, сега ќе донесеме, јас еве ќе гласам за дека сме за сослушување на сведоциве. Ама, прво, ние не можеме ни редослед да утврдиме. Имаме 2 термини, едниот званичен, едниот незваничен, во ред. И да ги утврдиме тие 2 термини. Во интерес да се почне со работа, ајде молам ако сакате колешке да се слушаме, а што се подразбира, после ќе си кажувате. Па навистина сите го водите во исто време. Значи имаме 2 термини. Ако имаме 14-ти Груевски да кажал официјално, неофицијално како ќе го земете, ако ги имаме уште овие 4 сведоци, ако имавме некој известување, ќе ги ставевме, еве, утре, денеска, други ден, значи до 17 ние ќе го подполневме. И една посета, ова што кажа Видович на агенцијата, ние ќе имавме една агенда за работа. Вака јас навистина не знам што се случува, само да доаѓаат пратениците, добро, сега денеска имаме и пленарна седница во ден, али да се дојде и само за ништо не се постигне, не знам која е целта. Значи, не знам која е целта од ова што денеска ја имаме и што ако ја изгласаме со слушување на сведоци. Што? Прашувам како председател. Дали имате план што ние ќе правиме? Еве ќе гласаме. Јас ќе гласам. Не знам другите пратеници. Дај Боже да изгласаме. И што со тоа дека ќе изгласаме кога ги немаме сведоците?